студиото со вас Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Кризна 2026 година прогнозира лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче. Проценува дека државата наредната година ќе мора да се задолжи над 2 милиарди евра за да ги сервисира потребите на граѓаните. Тврди дека има стагнација и во евроинтеграциите и дека нема прогрес во ниту еден сектор во државата. На предновогодишниот брифинг Филипче за ваквите состојби ја обвини владачката ВМРО-ДПМН, нарекувајќи ја антидржавен елемент, бидејќи според него влада е со криминали и корупција. Ќе има многу кризна година. Ке следи година во која што ќе треба да се задолжиме најмалку дополнителни 2 милиарди евра. И тие задолжувања ќе бидат за тековни трошоци, нема да бидат за капитални инвестиции. Всушност, вкупната сума предвидена за капитални инвестиции е намалена во буџетот за 2026 година. Сега гледаме дека има проблем со собирањето, со реализацијата на приходите. 10% ќе фалат. Тоа се 600 милиони евра во буџетот. Понатаму, инфлацијата тешко да се контролира. Со поскапувањето на струјата се ќе поскапи. Токму во овој период, кога ги почнавме да ги откриваме сите коруптивни сделки на власта, кога почнавме да го разобличуваме предавството и нивниот лажен патриотизам, гледаме и сведоци сме дека не се бираат средства да се замолчиме. Серија на обиди да се прикаже некакво уривање на социјал-демократскиот сојуз на Македонија од внатре. И тоа што во меѓувреме го дознавме е дека сето ова е организирано од ВМРО-ДПМН. И дека целиот проект го води ВМРО-ДПМН, тие се налогодавачи, финансиери, а дека во позадина еден од можните финансиери на целиот овој проект е Алта банка. Мицкоски пак вели дека опозицијата намерно сее паника и страв кај граѓаните. Премиерот потврди дека следната година треба да се вратат 2 милиарди евра, но вели тоа се долгови на СДСМ и ДУИ. Сепак тврди дека економските параметри во државата се добри и граѓаните и фирмите не треба да се грижат. Треба државата да врати со се буџетскиот дефицит некаде над 2 милиарди евра, прилика 2,2 милиарди евра. Каква е структурата? 700 милиони евра е евроврзница која што владата на СДСМ и ДУИ ја има земено во 2022 година на 4 години со каматна стапка од 7,5% ефективно. И таа треба да ја вратиме. Според првичните анализи кои што ги имаме ќе биде многу поповолно од таа што тие имаат. Земено сега размислуваме само на купонот каков да биде. Буџетскиот дефицит се разбира стандардно треба да се врати, тоа е разликата помеѓу расходите и приходите. Планираме тој буџетски дефицит да го враќаме со харти од вредност на домашниот пазар и доспеваат други заеми кои што владата на СДСМ и ДУИ ги има исто така подигнато во минатото. Со други зборови над 2 милиарди евра треба да се вратат. Кога опозицијата спомна дека не остасувале 60 милиарди денари во буџетот, веќе 30 милиарди влегоа во буџетот, и ако на тоа се додадат и сопствените приходи, тие 60 милиарди веќе се во оптек и во ликвидност во државата. А вчера беше денот кога требаше правните лица да го платат ДДВ-то, нормално данокот на додадена вредност. Сите бројки во декември се двоцифрено над прогнозите. И очекуваме не само што приходите ќе ги постигнеме, туку и ќе ги надминеме. Така што секоја нивна невистина се разбива со бројки. И тоа се факти. Но ќе мора јавноста да се навикне, бидејќи тоа е начинот на кој што ќе се обидуваат да привлечат внимание. Ние ќе си работиме, а тие нека сеат паника и страв. Наместо подобрување, судскиот систем во земјава бележи повеќе годишна стагнација, покажува 4-годишната анализа на коалицијата Сите за правично судење. Иако ваквите проблеми не можат да се решат преку ноќ, од коалицијата посочуваат дека во моментов не гледаат ниту волја за подобрување на состојбите. Доколку ги погледнеме податоците низ овие 4 години, она што можеме да го констатираме во суштина дека преовладуваат опаѓачки, односно негативни трендови,
се соочуваме со се поизразени проблеми кои ги гледаме низ годините, се соочуваме со стагнација на сериозни проблеми кои веќе долго време постојат, како што е високиот процент на одложени рочишта за главна расправа. Имаме зголемување на формализмот во постапките, што оневозможува соодветна јавност. Во многу случаи јавноста не може соодветно да се запознае со доказниот материјал, рационализирањето и образложението на судовите, јавните обвинители и адвокатите во постапките. И она што најмногу загрижува е што иако се забележува простор за подобрување и унапредување, можеме да кажеме дека станува збор за изолирани случаи, изолирани примери што зависат од поединци кои во суштина не се инструментализираат од самиот систем, не преводјаат во системски решенија. Владата ги очекува заклучоците кои синоќа пред полнок ги усвои Советот на град Скопје. Меѓу нив е дислокација на усија и сите поголеми индустријски загадувачи надвор од Скопската котлина, како и барањето до Државниот инспекторат за животна средина да изврши серија ненајавени вонредни инспекцијски надзори врз работењето на усија. Премиерот вели она што е проблем за граѓаните, е проблем и за владата, но нагласи дека загадувањето на воздухот е резултат на децениска негрижа на населението да му се обезбеди алтернативен начин за загревање на домовите. Да ги видиме заклучоците од град Скопје, кои што ќе стигнат, бидејќи се уште не сме имале можност да ги видиме, и нормално дека ние согласно ингеренциите кои што ги имаме ќе постапиме. Од тоа што можев да го слушнам во јавноста, се бараат воредни инспекцијски контроли, надзор континуиран, тоа не е никаков проблем и сега тоа функционира. Што се однесува до дислокација, и тоа не е никаков проблем што се однесува до владата. Така што сето она кое што е проблем за граѓаните и проблем за владата. Но сакам да дојдам до суштината. А суштината е дека загадувањето е резултат на децениската негрижа на граѓаните да им се обезбедат алтернативни извори на енергија со кои што тие во текот на грејната сезона ќе ги затоплуваат своите домови. И на источната порта на градот и на западната порта на градот ние немаме понудена опција за граѓаните како да ги затоплуваат своите домови. Односно тука пред се мислам на далечинско грејање и газ. И тоа е децениска негрижа. И тоа е основната суштина во целиот овој процес. И тука ние како влада работиме, развиваме еден проект кој ќе ги имаме деталите, а веќе очекувам почетокот на следната година да ги имаме тие детали. Веќе разговараме и со инвеститорот со кој што потпишавме меморандум за разбирање да го развиеме проектот за когенеративна гасна електрана со која што мислиме дека, односно сме сигурни дека озбилно ќе се реши проблемот со затоплувањето на домовите на источната порта на градот. А потоа тоа истото ќе го направиме во западната порта. Македонската полиција утрово доби 120 нови возила. Колите ќе бидат распоредени низ сите полициски станици во државата, додека најмногу ќе добие СВР Скопје. Вкупната планирана вредност за овие возила беше отприлика околу 232 милиони денари. Овие возила беа платени 202 милиони денари, така да заштедивме дел и од буџетските средства околу 30 милиони денари. Цената поединечна по возило е далеку пониска од комерцијалната вредност на едно возило, така да навистина мислам дека имаме многу успешен проект кој што ќе овозможи како зајакнување на капацитетите на Министерството за внатрешни работи. Матични гинеколози наплаќале од пациентки услуги кои требале да бидат бесплатни, односно кои ги покрива Фондот за здравствено осигурување. Ова го откриле контролите на фондот во повеќе градови, од кои најмногу вакви прекршоци се детектирани во Скопје и Струмица. Овие гинеколози ќе бидат казнети со по 25.000 денари, а кои натаму продолжат со истото однесување, фондот ќе ги раскине договорите. Во однос на градовите кои беа опфатени, значи контролата е вршена во Скопје, Битово, Прилеп, Тетово, Штип, Струмица. Најнизок степен на уредност има во Струмица, каде што од 5 контролирани приватни здравствени установи само една била со уредни наводи, 4 биле со неуредни,
со висока неуредност и Скопје, значи од 16 контролирани установи, 7 се уредни, 9 се неуредни. Највисока уредност имат Битово и Прилеп, каде што 71% од контролираните приватни здравствени установи биле соуредни наводи и со фондот и со УЈП. Нешто повеќе од 1/3 од контролираните субјекти се со неправилности во делот на фискализацијата, односно регистрирањето на готовинскиот промет. Јас во тој контекст би додала уште некои факти поврзани со даночните ефекти на констатираните состојби. Имено сакам јасно да потенцирам дека, иако здравствените услуги се ослободени од ДДВ, а најголем дел од овие установи плаќаат символичен годишен данок на вкупен приход од 1% или се ослободени од оданочување, тоа не значи дека неевидентирањето на прометот е без никаков даночен ефект. Успешно завршува првото полугодие од формално образование за децата со подолго болничко лекување, кои непрекинато следат онлайн настава, оценува министерката за образование. Една успешна системска процедура, која навистина можела и порано да се спроведе, но еве не е направена. И во овој момент тврдиме дека исправена на голема неправда и дискриминација кон децата кои отсуствуваат подолг период од училиште, хронични и малигни болни, значи повеќе од 3 недели. Конечно успеавме заедно со Сдруженијето САНО да направиме и тие да бидат вклучени во наставата. Се разбира, не е само знаењето кое што ќе го стекнат при онлайн наставата најважно, туку прифаќањето на другарчињата и целиот клас во кој што детето учело, споделувајќи емоции, социјални моменти, и тага, и радост, делејќи искуства меѓу себе. И од тука сметам дека можеме да кажеме дека сме успешни. САНО обучи 166 наставници во 83 училишта, во 7 општини, а повеќе од 800 деца учествуваа на овие обуки како да комуницираат со своите болни другарчиња. Штипски ИСАР се надева дека до крајот на следната година од предпријатие во загуба ќе почне да работи со добивка. Јавните комунални предпријатија се дават во долгови, но Штипски ИСАР со оптимистички прогнози. Во моментот се исплаќа за останат регрес за годишен одмор кон вработените, редовно се сервисираат тековните обврски, а според проектираната динамика на исплата, до крајот на следната година ќе работи со добивка. На крајот на 26-та јавното предпријатие треба да бележи некоја символична добивка од околу 400 до 500 илјади денари. Морам да кажам дека јавното предпријатие не е трговско друштво за кое што неминовно е да генерира финансиска добивка, туку единствено треба да биде ликвидно, навремено да ги сервисира обврските, а со тоа да ги испорачува и услугите кои што ги нудиме на граѓаните, а впрочем тоа ни е и основната дејност. На месечна основа спогодбено со Министерството за финансии се враќа долг за кредит кој е подигнат пред 25 години, но поради ненавремено сервисирање, каматата ја надмина основната вредност. Второ големо побарување е за потрошена електрична енергија, долг генериран во време на енергетската криза. Имаме извршно решение од скоро 38 милиони денари за неплатена струја кон приватна компанија и таму имаме подпишена спогодба, враќаме месечно некаде околу 4 милиони денари. Значи тековно се сервисираат сите обврски, а морам да потенцирам дека не се акумулираат нови обврски кои што треба да доспеат во некој иден период и да останат обврска за некој иден директор. Фокусот на ликвидноста и континуираното обезбедување услуги за граѓаните создава основа предпријатието во наредниот период да премине од опстанок кон одржливо и позитивно работење. За Сител, Трајан Ристовски. Охрид пак ќе добие центар за изучување на кинескиот јазик како можност за напредување на односите помеѓу Македонија и Кина. Охрид ќе добие центар за бесплатно изучување на кинески јазик и култура.
Курсевите, како што велат од Институтот Конфуци, се добра можност за унапредување на меѓукултурниот диалог, културната размена и продлабочување на соработката помеѓу Македонија и Народна република Кина. For our institute, the first mission is that provide the Chinese courses for Macedonia. Како институт, нашата главна мисија е да овозможиме курсеви на кинески јазик за граѓаните на Македонија. Курсевите се реализираат и во живо и онлайн и истите се бесплатни. Возрастната рамка е голема. Нашите ученици може да бидат на возраст од 5 до 65 години. Курсевите се добра можност за локалното население кое сака да учи кинески јазик и да научи нешто повеќе за кинеската култура. Нашиот план е да воспоставиме центар за изучување на кинескиот јазик тука во Охрид во соработка со Универзитетот Свети Апостол Павле, кој ќе ни обезбеди просторни услови. Студентите на овие курсеви гледаат уште една можност за лично и академско надградување. Од секогаш имам интерес за кинеската култура, од многу филмови и онлайн. И мислам дека е многу добра прилика да се проучи јазикот. За нас би било убаво да имаме можност да ја запознаеме кинеската култура и да имаме можност да соработуваме со кинеските институции што веќе имат интерес по нашиот универзитет, така да би било добро за нас и за сите студенти да имаме можност да студираме во Кина или да имаме студентска размена. Институтот Конфуци во Македонија е основан во 2013 година и досега има центри за изучување на кинески јазик во Скопје, Битола, Прилеп, Ресен, Македонски, Бродвевчан и други градови. Во моментов јазикот го изучуваат 500 ученици. Нина Ритоновска, Сител телевизија.